No lyrics here, just beats the vibe. A squeaky duck and a cow collide. Boing boing goes the truckling sound. Bass drops hit them. Каналот кај Bad Teacher Crypto. И денеска имаме едно интересно видео кое што се надевам дека ќе ви се допадне. Исто така ќе направиме една техничка анализа, ќе споредиме некои графикони да видиме каде всушност не води чартот. Прво ќе започнеме со Google Trends, кој што колку го поставиме од 2008 година, ќе видиме дека трендот за биткоин во последните години е се помал и помал, односно никој воопшто не зборува за биткоин. Погледнете само каде се наоѓаме моментално на едни од најниските нивоа како што сме се наоѓале и во 2016 година и единствено каде што сме достигнале 100%, односно 100 поени тука, било 2018 година каде што голем дел од луѓето разбрале за биткоин. Во следниот циклус во 2021 година сме стигнале само до 65 поени, што значи дека и тогаш цената не достигнала до оно ниво кое што требало да достигне за да се направи повторно огромна врева за биткоин. Истото доколку тогаш не се случило, а уште помалку. И кога во 2021 година сме имале околу 65 поени, во 2024 година стигнаме само 52 поени и потоа почнува проблемите за биткоин и целата ова ситуација во светот и моментално сме на некои 17-16 поени тука, што значи дека заинтересираноста за биткоин е на многу ниско ниво. Доколку погледнеме зборот крипто, да видиме глобално за крипто, што се однесува за криптото глобално, ќе видиме дека ситуацијата е иста, како што се приближуваме до дното за биткоин, едноставно паѓа интересот. Алткоините додека пак за алткоините е на скоро самата нула, односно тука сме на 9, но многу е близко до периодите во 2020 година и 2015 година, кога што всушност сме биле на едни од најниските ниво, каде што заинтересираноста е никаква. Во меѓувреме, доколку го погледнеме MVRV Z-Score, ќе можеме да видиме дека тука всушност се наоѓаме на многу близко до нулата, односно на 0,24, и секогаш кога сме се наоѓале под нулата се формирало дното за биткоин. Тоа се случувало и во претходните години. Првично тука го гледаме во 2012 година, каде што сме се задржале од август 2011 година до 13 јуни 2012 година сме се задржале под нулата, што значи дека овој период всушност и се означува како акумулација, а подоцна сме достигнале едни од највисоките нивоа тука. Како што можеме да видиме, истото се случувало и во 2015 година. Сме имале месеци каде што сме ги поминале под нулата, периодот на акумулација и достигнување на огромни врвови, односно на горната црвена линија, каде што веќе цената е на една од највисоките нивоа каде што би требало да се продава. Доколку продолжиме понатаму 2018 и 2019 година, истото сме го добиле и тука, само што тука сме имале еден повисок раст и потоа повторно пат до оваа нула поради
COVID кризата и поради стравот што бил присутен во тоа време. И подоцна секако сме достигнале до овие нивоа, само сме го допреле ова ниво од почетокот на 7 поени тука и веднаш сме се срушиле надолу. Додека пак моменталната ситуација е малку поразлична. Започнавме тука од 2022 година, од огромен страв и полека цената се движеше, но никогаш не го достигна тоа ниво, односно тој хајп кој што го имал и предходно, едноставно само се срушивме надолу повторно во акумулациона зона и овој период е големо истоштување на масите кои што секако очекуваа да се случи ова, но ова се и веројатно и манипулација од страна на големите играчи, како што го имаме тука и имаме повторно тука, само што ова е многу поголем временски период од 2020 година, така да ова е период за акумулација, доколку ме прашувате мене, но тоа мора да биде многу постепено и многу помал капитал, додека не се потврди дека всушност ова е дното, иако не верувам дека е дното, но секако се тоа зависи од вашата стратегија за инвестирање. Доколку го погледнеме Fear and Greed Index, ќе забележиме дека моментално се наоѓаме во страв, односно 22 поени тука на овој индикатор и на еден од најниски нивоа каде што можеме да бидеме во последната година. Доколку погледнеме, тука сме едноставно само повторно и повторно ги ретестираме овие нивоа на страв. Доколку се вратиме на графиконите и тука и го примениме подвижниот просек од 200 недели, ќе видиме дека истото тоа ќе ни го даде и овој просек, дека сме многу близко до формирање на ова дно. Доколку забележиме, тоа е допирот на оваа линија, секогаш укажува на тоа дека трендот е при крајот. Дали ќе застане веднаш или ќе застане после одреден период, тоа не можеме да го знаеме, но едноставно можеме да процениме дека сме многу близко до дното и можеме едноставно да знаеме дали е период за акумулација или пак не. Додека пак во 2018 година сме имале тука само допир и повторно раст и повторно сме се вратиле, за да го пробиеме овој 200 неделен подвижен просек и погледнете како цената повторно се одбива. Додека пак во 2022 година сме поминале доста голем период под овој 200 неделен подвижен просек, но цената како и секогаш повторно се вратила. Моментално, доколку доближиме на графиконот, ќе видиме дека се наоѓаме точно на оваа линија, што значи дека можно е да го пробиеме ова и секако, како и претходно што кажавме, да ги добиеме тие 50.000, односно 45 до 50.000 кои што евентуално би успеале да ги добиеме, дури и 55.000 мислам дека би било една реална цена само за да се оттргнат овие позиции тука и да се пробие цената од оваа поддршка тука, за да имаме повторно страв и цената да се врати нагоре. Тоа нешто би изгледало можеби од прилика вака. Само едноставно да се направи како V-shape и ова да биде можеби таа акумулација која што ќе видиме подоцна, затоа што не можеме да знаеме додека графиконот не се формира. Доколку ги погледнеме сега месеците каде што цената обично се движела во нагорна или надолна насока, тоа ќе биде, погледнете, секогаш имаме некакво формирање на дно во месецот јуни, односно почетокот на летото, и подоцна имаме некој си раст во летото, за подоцна да добиеме
повторно по пониски цени, односно ова е само Black Swan настан кој што тогаш се случи, но едноставно како што можеме да видиме, јуни е еден од оние каде што се формира дното, доколку видиме, ево, тоа е дното, едноставно ова се само додатни манипулации, доколку се навратиме назад, погледнете. Јуни, исто така, сме формирале одредено дно тука и потоа цената повторно се придвижува надолу за подоцна, погледнете. Кон крајот на годината, повторно да добиеме манипулација и да го добиеме тоа конечно дно. Ќе видиме што ќе се случи во следните неколку месеци и каде би можеле да застанеме. Каде се наоѓаме во пошироката слика, би сакал да ви представам само еден графикон, тоа ќе биде Google, да видиме што се случуваше со Google. Едноставно ќе направиме само мала споредба, да видиме каде и што следува според формацијата која што се формира во биткоин и верувам дека експанзијата допрва треба да дојде за биткоин. Доколку погледаме сега, погледнете го само ова формирање на ова движење и како имаме една класична манипулација. Доколку сте ги гледали видеата за Elliott Wave, тоа ќе ви биде дефинитивно јасно. Доколку не, ви препорачувам да ги погледнете. Имаме исфрлење на овие позиции, имаме исфрлење на овие позиции и што правиме? Имаме експанзија. Доколку се префрлиме сега на графиконот на биткоин, повторно, погледнете оваа структура. Дали оваа структура ви делува нешто слично на тоа? Искрено, мислам дека тоа е и случајот, погледнете го. Ова е тоа движење каде што институциите го обожуваат и луѓето се откажуваат тука, а не знаат дека следува веројатно ова. Не знаеме ни ние, но едноставно претпоставуваме како што ни кажува статистиката и како што ни кажува науката. И сега би сакал да одговорам на еден од коментарите на разговор GimmyX 4390. Поздрав, брате, ти благодарам што гледаш каналот. Дали сметаш дека DCA е добар за период? Да, секако, како што видиме во видеото, јуни и периодот на летото секогаш бил добар за DCA, но секогаш не треба да се брза со огромен капитал, треба да се почне со помалку, за да видиме каде ќе стигнеме до крајот на годината, затоа што видиме дека имаме исто така ниски нивоа и кон крајот на годината. Може едно видео кога да се испадне бул и да се земе профит. Мислам дека би требало, ќе ги споделам тие видеа, да ги погледнете видеата кои што се во оваа плейлиста, како што се Elliott Wave теории и тргување на циклуси, тоа што го работиме на овој канал и верувам дека тука ќе дознаете кога и како да влезете во позиции и да излезете од нив и кои се знаците дека суштост нешто не е во ред и дека треба да се излезе од одредени позиции и кои алтови се твои фаворити за нареден бул. Алтови фаворити за нареден бул искрено го представи Фед како еден од подобрите алтови и нешто што ми се допаѓа од технички аспект, а имаат и фундаментално имаат доста добри предиспозиции, така да Фед е оној кој што мислам дека би направил нешто добро, но едноставно не истражувам многу алткоини, барем сега за сега и оние што ги истражував се на едни од најниски нивоа моментално и очекуваме дека уште ќе паѓаат, но треба да се направи техничка анализа за да се види што и како би можело да се действува, така да во следниот период ќе направиме повторна анализа на алткоините и ќе видиме каде што се наоѓаат
но првично мислам дека треба да го пронајдеме дното на биткоин за да можеме да видиме кој алткоин би имал потенцијал да направи нешто, затоа што додека не го пронајдеме дното на биткоин, алтовите едноставно ќе може да потонат уште повеќе или пак да останат таму каде што се. Така да за алтовите ќе почекаме уште малку да видиме како ќе заврши овој дневен циклус на биткоин. Имаме 60 дена за да се склучи договор помеѓу Иран и Америка. А ние што правиме? Ние го следиме 6-дневниот циклус на биткоин, односно тоа ќе ни дојде од прилика следниот циклус ни доаѓа од прилика на 4 август, 4 или 5 август, што значи дека големи се шансите дека тоа би било и дното, доколку успеат да се договорат и токму тоа да биде наредивот кој што ќе движи цената на биткоин во нагора насока и можеби да го започне следниот бул маркет. Така да ќе оставиме на времето да видиме што ќе ни донесе. Вие слободно претплатете се на каналот, а ние се гледаме во следното видео. Поздрав од Bad Teacher Crypto и чао чао. Crypto crazy, it's a digital game. Lost my wallet and forgot my name. Up and down like a kangaroo. Who knew my money could just vanish too? Mining dreams with a pickaxe app. Electric bill gave my wallet a slap.